Да, Тино, екипата на Сител и понатаму е на граничната линија со Грција. Во моментот се наоѓаме токму на локацијата од каде што мигрантите влегуваат во нашата држава. Како што и ти рече, процентите на УНХЦР се дека дневно, односно денеска се очекуваат околу 7.000 мигранти да влезат во нашата држава. За сега, според оние бројки кои што јас ги имам, во државата во текот на денот влегле околу 2.000 мигранти, но според неофицијалните информации кои што пред малку ги добив од грчка страна, се очекува во текот на ноќта да пристигнат уште околу 4.000 мигранти, што значи дека процентите на УНХЦР може да бидат и точни. Во моментов состојбата е стабилна и под целосна контрола, како што може да забележите и позади мене, значи гужвите ги нема. На грчка територија во моментов има околу 200 мигранти кои што во секој момент чекаат да влезат во нашата држава и да се упатат кон прифатниот камп, каде што треба да ги добијат потребните дозволи, а потоа да бидат транспортирани кон северот на државата. Пред некои 15 на минути пред ова вклучување беше пропуштена последната група од 50 на лица. Инаку, како што веќе рече во најавата, министерот за внатрешни работи Митко Чавков во интервјуто за грчката новинска агенција АНМП има изјавено дека Македонија има капацитет дневно да транспортира околу 2.000 мигранти. 1.000 мигранти со воз и уште толкава бројка на мигранти со автобуски превоз. Според него, во случај доколку од грчка страна бидат пропуштени 5.000 мигранти, 3 ќе останат на наша територија. Ако доколку ваквата слика се повтори неколку дена, тогаш може да дојде до кризна состојба. Во моментот состојбата е стабилна, во прифатниот центар функционира се безпрекорно. Од Црвениот крст велат дека во текот на денешниот ден во еден момент имала и бројка од околу 1.500 мигранти, но тие успешно успеале да им ја пружат сета неопходна помош. За сега има доволен број на залихи од храна и вода, а во просек дневно се пружат по околу 100 до 200 интервенции. Ја имам изјавата од Црвениот крст, па предлагам да ја погледнеме. Во просек на дневна база имаме некаде над 100 до 200 интервенции. Тоа беше додека имаше 3.000 луѓе кои пристигнуваат тука секој ден. Со обзир на тоа што е покачен и бројот на бегалци кои доаѓаат во Македонија, исто така е зголемен и нашиот број, значи нашата потреба да пружаме интервенции. Од аспект на хуманитарна помош, дневно се делат околу 200 пакети со храна, се делат огромни количини на флаширана вода, исто тука се невладините организации кои пружаат хуманитарна помош. Освен нас, присутни сме, можеме да се справиме сега за кризата, како што доаѓаат нели поголем број на бегалци, така се зголемува и нашата потреба да делиме повеќе. За сега можеме да се справиме, за понатаму имаме се уште резерви на храна, вода, хигиена која можеме да ја поделиме. Значи во еден момент денеска имаше 1500 мигранти кои беа присутни во самиот центар за прифаќање овдека во Гевгелија. Потребите на сите беа задоволени од медицинска помош и од аспект на хуманитарна помош, храна и вода. Организирано се пропуштаат групите, значи доаѓаат во овој дел, се пружа медицинска помош, добиваат храна и вода и понатаму со посредство на полицијата и армијата или се качуваат на воз или патуваат со автобус. Зорен, слушнам дека е мирно за сега, но во текот на деноноќието дали се забележани какви да инциденти од едната или другата страна на границите со оглед на огромниот број на мигранти што доаѓаат? Во моментов и во текот на денот на македонска страна е мирно и, како што веќе реков, се одива нормално и контролирано се пропуштаат мигрантите, но како што јавија западните медиуми попладнево, повикувајќи се на извори од грчката полиција, полицијата во Грција во селото Идомени, кое што е непосредно до македонската граница, односно македонско-грчката граница, има фрлено шок бомби врз околу 2000 мигранти. Во краткиот инцидент нема повредени, а после тоа состојбата е стабилизирана и нормализирана. За сега ова се информациите кои што ги имаме од теренот, доколку има нешто ново ќе информираме во следното информативно издание. Зоран Ѓоргиев во живо од македонско-грчката граница.